Добро вечер. Според познатиот возен ред, на почеток ги најавувам темите за оваа емисија. Се обидовме да влеземе со лична карта со старото уставно име во Србија и во Косово. А докле можеме до крај година или како? Проверивме и дали се точни гласините дека Грција прави проблем поради кодот МК на новите сообраќајни дозволи. Сега и самите ќе се увериме во тоа. Битката за Тетовското муфтиство ескалира со повици за смена на поглаварот на ИВЗ. Reisi po të mendohet se ka shkel kushtetutën, që është reale që ka shkel kushtetutën, ai duhet të largohet dhe të shpall zgjedhje për Reis Ulema. Неочекуван пресврт во случајот со никотинските кесички. Откако со месеци се тврдеше дека не се издаваат дозволи за увоз на снус, сега се испостави дека воопшто не се ни барала дозвола. Од октомври реализирани 4 увози. Кога семејното насилство го претвора домот во пекол. Последниот пат пресудно беше што доби закани по живот. Значи тој ги кажува заканите со таква омраза, едноставно веруваш дека е спремен на тоа. Почнуваме. Замената на личните документи поради обврските од Преспанскиот договор со Грција ќе продолжи да ги засега граѓаните и општеството уште извесен период. По сите заплети и расплети, продолжување рокови и препораки од властите во последниве денови, решивме сами да провериме како функционира преминувањето на дел од границите со соседните држави. Хекура Накифи и Михаил Милошевски избраа да се обидат да влезат во Србија со лична карта со старото уставно име, оттаму во Косово па назад дома. Еве го нивното искуство. 14 февруари 2024 година, 9 часот наутро. Едниот со стари, а другиот со нови документи в джеб. Тргнуваме на кратка тура низ соседството за да провериме дали ќе може да патуваме низ Србија и Косово. На пат кон граничниот премин Табановце, колегата Хекура Накифи, кој е жител на Куманово, направи уште еден обид да си ги подигне новите документи. Без успех, личната карта и пасошот се уште не биле готови. Нел, уште не ми е готова лична картава. Ке трнеме со старава, да пробаме. Продолживме кон Србија. Пред граница застанавме накратко за да направиме последна проверка на документите. Сообраќајната дозвола ни е со новото уставно име на државата. Нел, ти имаш со северна, бе? Мене лична карта ви е со без северна. Сообраќајна ние со северна. Ајде. На граничниот премин немаше голема раздвиженост, па по кратко чекање дојде и нашиот ред. На полицијата од македонска страна и ги приложивме потребните документи, сообраќајна и пасош со назив од Република Северна Македонија, но и лична карта со старото уставно име Република Македонија. Службеничката процедурално ги провлече документите на скенерот, без разлика што личната карта го немаше уставното име, па затоа ја прашавме дали ќе имаме проблем на српска страна. Добар ден. Ке ме пуштат со стара лична карта? Трешево. А што, за негде друго нема да ме пуштат? Ни вие нема да ме пуштите со стар пасош? А со лична карта да? И Србија нема да ме пуштат да искачам? А на Косово, ако идеме од таму со лична, можеме? Србија, Косово? Може? Службеничката од српска страна пак само ги потврди работите со кои веќе не запозна незината колешка од македонска страна. Извини да прашам, до кога ќе ни ги примате старите лична карти? Не може, значи. А со лична карта може. А докле можеме до крај година или како? Нашиот тест покажа дека сите граѓани кои ги немаат заменето личните карти се уште без проблем може да влезат во соседна Србија. До кога ќе може така, службениците на терен не знаат. За да не оставиме на случајност, следната дестинација преку Прешево ни беше Косово. До граничниот премин Мучи Баба, помеѓу Србија и Косово, се стигнува преку тесен планински пат. На граничниот премин, освен службениците,
Имаше и по некој гастарбајтер. И тука добивме одговор како и на македонско-српската граница. Влез во земјата со лична карта со Република Македонија е дозволен, но не и со пасош со старото име. Mirë S'ka në isem problem të që se me letër njëftin vjetër, a? Me emnin e vjetër. Po se kam Severna Makedonia, është Maqedonia. Po, sa dush afat. Од косовскиот службеник го слушнавме истиот одговор. Mirë dita. Tash pyes, me letër njëftim me emnin e vjetër muj me kalu, a? Maqedoni. A me pasosh letër jo, a? Ferizaj. Од влезот на Косово, преку Гнилане и Урошевац, по 1 час возење по регионалниот пат и по автопатот Арбен Џафери, стигнавме до последната граница која зацртавме да ја поминеме, преминот Блаце за влез во Македонија. Како и претходно, така и сега, освен стандардната рутинска контрола, никој не ни коментираше за документите, но научивме една друга работа. Ирita. Shef me avon pasoshin me emën vjetër, am lënë ka përci. Me hi po, me dalë jo. Me hi nëse i Maqedonisë para se me ati. A, do me thonë, që sot kam dalë për Maqedonisë me së më le, a? Jo. Нашата мини балканска турнеја траеше 4 часа. Се вративме дома без никаков проблем и без застој на ниту една граница од земјите кои одлучивме да ги посетиме со стара лична карта на која стои името Република Македонија. Значи, видовте, засега може да се патува со лична карта со старото уставно име во државите со кои земјава има договор за премин на границата со лична карта. Со Грција и со Бугарија таков олеснет режим на преминување со лична карта немаме, пред се затоа што јужниот сосед е дел од Шенген зоната, а Бугарија се интегрира во Шенген на 31 март годинава. За таму секако ви треба пасош и тоа со новото уставно име. Но Зоран Јовановски и Иван Нишотовски беа во Грција и во Бугарија за да ги проверат гласините дека по 12 февруари се бараат новите документи кои обично не ги бараат пограничните власти на овие земји и дека грчката полиција прави проблем за кодот МК на сообраќајната дозвола, иако на неа стои новото име Република Северна Македонија. На пат сме кон граничниот премин со Грција, Богородица. Целта е од прва рака да провериме дали има вистина во гласините дека, иако се патува со документи со новото уставно име Република Северна Македонија, сепак се појавуваат проблеми на граничните премини поради кодот МК или МКД, испишан во документите. Намерата ни е да поминеме околу 530 километри и низ 3 граници – македонско-грчката, грчко-бугарската и бугарско-македонската. Но прво, да провериме дали е се во ред со документите што ги носиме јас и колегата Иван Нишотовски. Пасош, сообраќајна дозвола, лична карта и возачка дозвола. Сите документи со новото уставно име Република Северна Македонија. Спремни за на граница. Табличките на автомобилот ни се со НМК, код кој е предвиден само за регистарските ознаки. Договорот од Преспа е јасен во овој дел. Кодот на земјата на регистарските таблички на возилата на втората страна ќе биде НМ или НМК. За сите други намени, кодот на земјата останува да биде МК и МКД, како што е официјално определено од Меѓународната организација на стандардизација, ИСО. На граничниот премин Богородица немаше гужва. Почекавме неколку минути во кратка колона и се најдовме пред шалтерот. Извинете да ве прашам. Ми кажаа дека на грчка граница прават проблем поради МК кодот на сообраќајна дозвола. Проблемот са не постои поштено. Да, нема проблем сега. Добро. Овде ли Северна пишува? Да. Продолживме кон грчкиот премин Евзони. Македонскиот полициски службеник го прашавме дали е точно дека неговите грчки колеги прават проблем поради кодот МК на сообраќајната дозвола и покрај тоа што таа е со новото уставно име Република Северна Македонија. Тој ни кажа дека таков проблем имало на 13 февруари, ден предходно, но потоа се средило и дека веќе се тече во најдобар ред. Сега и самите ќе се увериме во тоа. На Евзони во тој момент беше уште потивко, со слаб проток на возила. Шалтерот на полицискиот службеник беше од совозачката страна, па асистираше колегата Иван.
Грчкиот полициски службеник ни ги провери само пасошите. Други документи воопшто не ни побара, каква што всушност е и досегашната пракса. Нашето искуство на грчката граница беше вакво, наспроти информациите дека грците почнале да ги проверуваат и сообраќајната и возачката дозвола, што не го правеа до 12 февруари. На нашиот пример се покажа дека не е така. Рутата пред нас е долга 100 километри, од Евзони до Кулата, граничен премин меѓу Грција и Бугарија. Стигнавме за околу час и половина. Не пречека долга колона камиони и нешто помалку автомобили. Преминот е заеднички на Грција и на Бугарија, а ќе се затвори на 31 март, кога Бугарија ќе влезе во Шенген и практично ќе нема граница меѓу овие две земји. За разлика од претходниот премин, овде проверките траеа подолго. Чекавме 20 на минути. Кај грците само пасоши, но кај бугарите со детална контрола. За разлика од грчките, бугарските власти за влез во Бугарија ни го побараат целиот сет документи, освен возачката дозвола. На списокот покрај пасошите беа сообраќајна дозвола и зелен картон. Следната рута е од Кулата преку Благоевград до граничниот премин Делчево. Пред нас се околу 105 километри. На оваа граница има градежни зафати, но сепак нема гужва. Веќе сме назад во Македонија. И на последниот граничен премин што го поминавме, не наидовме на никакви проблеми. И македонските и бугарските власти ни побараа само пасоши и сообраќајна дозвола. Успеавме во еден ден да поминеме над 530 километри и 3 граници. Се покажа дека со документи со новото уставно име нема проблеми при патувањето во соседните држави кои се членки на Европската Унија. Се разбира, ако сте успеале да ги извадите. Продолжуваме со друга тема. Неколку месеци се обидуваме да ја одгатнеме мистеријата како производ за кој наводно повеќе не се издаваат дозволи за увоз го има на полиците по трафиките. Зборуваме за така наречениот снус, кесички кои содржат неколкукратно поголеми дози на никотин од обична цигара, за кои почнавме да известуваме откако утврдивме дека ги купуваат и малолетници без проблем. По нашите последни проверки случајот доби неочекуван пресврт. На наше големо изненадување се испостави дека забрана за увоз всушност и не постоела. Зоран Јовановски за законско-институционалниот Урнебес. Иако Државниот инспекторат за земјоделство уште од април лани тврдеше дека не се издаваат дозволи за увоз на снус, 360 степени го најде тој производ во легална продажба, со датум на производство далеку по датумот на наводната забрана. Добар ден. Снус дали имате? Да, еве ги тука под мостите се потврдите. Како е можно производот за кој речиси една година државата тврди дека не е дозволен за увоз, сепак да ја поминува државната граница? Главниот проблем во приказната не се самите никотински кесички, бидејќи се продаваат и во други држави, туку тоа што не се законски регулирани и лесно им се достапни на малолетници. На ова пакување никотински кесички купено во Скопје пишува дека датумот на производство е октомври 2023 година. Тоа е 6 месеци подоцна од моментот кога според Државниот инспекторат за земјоделство е повлечена дозволата за увоз на тој производ. И не само тоа, инспекторатот тогаш ни соопшти дека отвориле внатрешна истрага како воопшто бил дозволен увоз на снус. Во Државниот инспекторат за земјоделство е започната интерна постапка за утврдување одговорност во врска со одобрување на пратка од никотински кесички од страна на оператори кои работат на ексим системот и надлежен инспектор за земјоделство. Запирањето на увозот на снус и почетокот на интерната постапка за утврдување одговорност се случија лани во април. Тогаш инспекторатот заклучил дека е дадена дозвола за увоз согласно законот за тутун, и покрај тоа што производот не е опфатен со законските одредби, бидејќи снусот содржи никотин, но не и тутун. Откако ја утврдиле грешката, инспекторатот ја известил Царинската управа за тоа. Но со теренското истражување, 360 степени покажа дека и покрај ваквите околности, снус има на полиците, дури и неодамна произведен. Снус дали имате? Тие две се? 401. Како е можно производ за кој според Државниот инспекторат за земјоделство повеќе не се издава дозвола за увоз, сепак да биде во малопродажба?
и како на продажно место најдовме никотински кесички произведени пред неполни 4 месеци. По најновите сознанија, повторно побаравме одговори и од инспекторатот и од Царинската управа. Државниот инспекторат за земјоделство не ни одговори на прашањата. Од царината пак добивме детално објаснување. Признаа дека никотинските кесички во земјава сега се увезуваат без пречки и ограничувања и без потреба од каква било дозвола. Од април до октомври 2023 година има само еден увоз на никотински врекички што не содржат тутун и истиот е со издадена дозвола од Државниот инспекторат за земјоделство. Од 31 октомври до сега има 4 увози на никотински врекички што не содржат тутун, и тоа откако е добиено официјално известување од Државниот инспекторат за земјоделство дека производот не е регулиран со Законот за тутун и тутунски производи и за истиот не е потребно да се бара дозвола. Од царината дополнуваат дека во услови кога согласно законите не се бара дозвола за увоз, Царинската управа нема основа да бара нешто што не е пропишано. Сепак, за ваквата состојба, царина известила повеќе институции. На иницијатива на Царинската управа со официјален допис е побарано произнесување од сите надлежни институции и е нагласена потребата за итно преземање активности за законско регулирање на увозот на овој производ, со цел заштита на здравието на граѓаните. Меѓу адресите до кои бил испратен дописот се Институтот за јавно здравје и Министерството за здравство, но повратен одговор досега не стигнал. Со оглед на тоа што првично Државниот инспекторат за земјоделство ги сметал никотинските кесички за тутунски производ, опфатен со Законот за тутун, решивме за ова да го прашаме министерот за земјоделство Љупчо Николовски. Го најдовме на настан во Свети Николско. Господин Николовски, ова што го држам во рака се никотински кесички. Откако му објаснивме како стојат работите, вети дека ќе иницира да се најде решение. И секако дека, како член на влада, еве ќе се заинтересирам повторно да видиме кое е можно решение на оваа проблематика, како е во другите европски земји и како треба да го решиме. Да знаете да некој следен настан ќе ве најдам повторно, исто ќе ве прашам. Се надевам ќе имате повеќе информации. Еве ќе го иницираме и тоа не зависи само од мене. Ние најмалку имаме тука придонес заради тоа што не е тематика која што ја регулираат наши закони. Меѓутоа, исто како и вие, исто така и јас и било кој друг, сите заедно треба да се поангажираме и да се најде соодветното решение и да најдеме начин како и тоа кај нас да биде регулирано, зависно од тоа како е регулирано и во останатите европски земји. Причината поради која редакцијата на 360 степени почна да истражува на темата снус беше алармот од родители со поплаки дека децата без проблем доаѓаат до производот кој содржи високи количини никотин. За да се увериме во таквите тврдења, излеговме на терен со деветоделенец на 14 години, со дозвола на неговите родители. Во сите трафики во кои побара, му продадоа снус и покрај тоа што на кутијата пишува дека е за лица над 18 години. Имате снус? Ајдете ми од тој Славија, да. 30. Дали некаде те праша колку години имаш? Не. Направивме и анонимна анкета меѓу средношколци која потврди масовна злоупотреба на овој производ. И што велат, мислам, зашто ги конзумираат? Какво е чувството? Слично е како цигара или? Да, слично е. Викаат тука е тоа директно крвта. Да, е по-јако. Тие се достапни за младите? Да, за сите се трафиките. Беме кога да купиме, например, вода, нешто, тобако, ќе прашат некој пред нас и овие им даваат. Што е продавачка? Никотинските кесички го вклучија алармот и во училиштата. Во Скопската гимназија Орце Николов на почетокот на второто полугодие на учениците и родителите им беше поделен материјал со информации за штетните последици по здравјето на младите што може да ги предизвика злоупотребата на снус. Затоа што верувам дека и дел од учениците не се ни запознаени за последиците кои што секако мислам можат да им го нарушат и здравјето и да ги попречат во секојдневните активности. Професорот и клинички токсиколог Андон Чибишев објасни дека тоа е производ кој во некои земји се користи за одвикнување од цигари, но секако е штетен за непушачи. Луѓе што го употребуваат за да се одвикнат, тие се веќе зависни од никотинот и го земаат за да се ослободат да речеме од дел од зависноста. Тие не можат комплетно да се ослободат. А тоа што вие го кажувате дека го користат млади луѓе од 12, 13 до 15, 16 години, тие практички со употребата стануваат зависници. Снусот се употребува така што кесичката која содржи никотин како во неколку обични цигари се става меѓу усната и непцето
и ослободува никотин кој посредно навлегува во крвотокот. Во некои европски земји никотинските кесички се забранети, во некои се дозволени, додека во трети се води дебата дали да се дозволи продажба која секако би била законски регулирана. Една од овие опции ќе треба да избере и Македонија. А до тогаш? Превирањата во исламската верска заедница не се нова работа и најчесто се за превласт во Скопското муфтиство, кое е најбогато и со најмногу имот. Но во изминатите месеци се случува битка за Тетовското муфтиство, која неодамна кулминираше со полициска интервенција. Деталите од Хекуре на Кифи. Оваа снимка е од надзорните камери пред седиштето на Тетовското муфтиство на ИВЗ. Станува збор за 31 јануари, околу 6:10 наутро. Се гледа како пред објектот прво се паркират неколку возила, потоа едно лице влегува во дворот и ги отвора портите за влезнали луѓе и автомобили. Потоа, целата група сака да влезе во објектот. 10 минути подосна, околу 6:20, групата се уште е надвор. Атмосферата станува потензична. Има буткање, но не успеваат да ја отворат влезната врата. Околу 6:40 минути на лице место е и полицијата. Од една страна ги смирува присутните, но во еден момент еден од полицајците посегнува по појасот. Која и да му е намерата, колегите успеват да го одвратат. Тој 31 јануари помина и сега пред седиштото на Тетовското муфтиство е мирно и без полиција, но во институцијата врие. И со зградата и со џамиите во Тетовското муфтиство фактички управува Ќани Несими. Но исламската верска заедница не го признава, откако ријасетот го разреши на 8 ноември 2023 година, заедно со струјшкиот муфтија. Несими пак не ја признава одлуката на ријасетот, бидејќи сметат дека е донесена спротивно на уставот на ИВЗ. На atë mbledhje nuk kam qenë i thirrur unë si mufti i Tetovës. Nuk ka qenë i thirrur muftiu i Kumanovës. Nuk ka qenë i thirrur muftiu i Strugës. Nuk ka qenë i thirrur dekani i Fakultetit të Shkencave Islame, që të gjitha këto janë kategori kushtetutare. Nuk kanë qenë të thirrur edhe 5 drejtorë të shkarkuar më 22 maj 2023, të cilët janë në procedura gjyqësore. Në proces verbalin e 8 nëntorit të Bashkisë Fetare Islame thuhet nuk kanë marrë pjesë. Këto thuhet nuk kanë marrë pjesë dhe potencon Ќani Nesimi, Abedini Meri, Shaban Sulejmani, Salim Sulejmani. Në mbledhje morën pjesë të gjithë antarët riaset përveç 4 antarëve. Nuk është e potencuar se nuk kemi qenë të thirrur. Pra, jo që ne nuk kemi marrë pjesë, nuk kemi qenë të thirrur. Në këto rrethana, një mbledhje e tillë është mbledhje antikushtetuese. Derisa mbledhja është antikushtetuese, çdo vendim që del është antikushtetues. Формално, ИВЗ го избра Селвер Џемаили за вршител на должност Тетовски муфтија. Тој е еден од луѓето кои, како што се гледа на снимките, се обидуваат да влезат во Тетовското муфтиство на 31 јануари. За Ќани Несими, неговиот избор е неуставен. Според уставот на ИВЗ, муфтијата го бира ријасетот, но по предлог на муфтиството, а во случајот Тетовското муфтиство и имами во повеќе наврати дават јасна поддршка на муфтијата кој ИВЗ го разреши, Ќани Несими. Токму поради поддршката што ја има, вели Несими, нема намера да отстапи. Të gjitha këto janë vendime që mua m'obligojnë të vazhdoj detyrën time, të qëndroj në hapësirat e muftinisë dhe t'i përdor të gjitha kompetencat në muftini të Tetovës. Pasi që unë jam i propozuar nga kuvendi i muftinisë, pra nga muftinia, antarët e muftinisë si organ vendimarrës, të cilët janë të zgjedhur nga Mezhlisi i xhamive dhe unë kam plotësisht legjitimitet në veprim. Duke qenë ata në rrugën antikushtetuese, kanë hapur procedura plot zyrtare
për të realizuar një vendim antikushtetues të Bashkisë Fetare Islame. Кога ИВЗ ги разреши тетовскиот и струшкиот муфтија, не соопшти многу детали за причините, но токму на денот кога имаше неуспешен обид веде муфтијата да влезе во тетовското муфтиство, ИВЗ објави соопштение во кое го обвини Несими за неколку кривични дела, дека веќе нема право да ги користи печатите, дека нема право да се представува како муфтија, дека узурпира имот на ИВЗ. Следува редици обвинување, зошто бил разрешен, меѓу нив непријавувањето и некоординираноста со највисоките органи за прашање од областа на денационализацијата на имоти резултираше со губење на неколку објекти во Арабат и Теке и 12.000 метри квадратни. Јавното навредување на највисоките органи со најпогрдни зборови го крши уставот на ИВЗ. Недозволувањето на инспекциската комисија за проверка на финансиските текови 2 пати се обиде да го дестабилизира ИВЗ. Обидот за продажба на старите бараки кои се имот на ИВЗ исто така представува обид за злоупотреба на материјалните средства на муфтиството. И додека овие обвинувања, ако се вистинити, може да бидат основа за разрешување, тие не нудат објаснување зошто на седницата на Ријасетот, на која се разрешени тетовскиот и струшки муфтија, не биле поканети сите членови на ова тело. Тоа беше само едно од прашањата за кои побаравме интервју од ИВЗ. Но и покрај неколкуте обиди да договориме такво нешто, од институцијата на крај не излегува во пресред. Разрешувањето на тетовскиот и струшкиот муфтија не се единствени потреси во исламската верска заедница во последно време. Пролетоска, реисот Шакир Фетау разреши 5 директори на институции на ИВЗ, кои по устав се членови на Ријасетот. Разрешениот Муарем Весели, директор на Агенцијата за Халал стандард, тогаш го обвини поглаварот за противуставно разрешување. Никој не можел да замисли, а не да предвиди дека Шакир Фетаху е подготвен да креира, спроведува и реализира пуч кон колективниот орган Ријасетот на Исламска верска заедница, се со цел да избегне седница на Ријасетот за неговиот статус, откако ги исполни условите за законско пензионирање. Според разрешениот, но во исто време фактички вршител на функцијата тетовски муфтија, Ќани Несими, решението за оваа криза е измена на уставот на ИВЗ, нешто што, како што вели, било и предизборно ветување на актуелниот реис. Повикува и на распишување избори за муфтии на државно ниво, но и распишување избори за поглавар на ИВЗ. Зашто, според него, сегашниот го крши уставот на исламската заедница. Rrugdalja nga kjo krizë në Bashkinë Fetare Islame janë vetëm këto 3 opsione, nuk ka opsion tjetër. Unë jam i gatshëm çdo njërin prej këtyre opsioneve të nënshkruaj që Bashkia Islame të lirohet që të vazhdojnë, le të vinë edhe të tjerë, le të bëhen mufti, le të bëhen reis, le të ketë një kushtetutë demokratike dhe kështu me radhë. По настаните од 31 јануари годинава, ИВЗ директно ги повика државните институции да интервенират. Од Министерството за внатрешни работи одбива да се мешат во внатрешните работи на ИВЗ и велат дека интервенираат само во насока на зачување на јавниот ред и мир, барем додека нема извршна судска пресуда. Резервиран и одмерен е и ставот на директорот на Комисијата за односи со верските заедници, Даријан Сотировски. Која личност ќе биде муфтија во тетовското муфтиство е внатрешно прашање на исламската верска заедница, чиј интегритет го почитуваме, а релевантна е одлуката на органите на ИВЗ, како и правосилна судска пресуда во случај заинтересирана страна да бара судска заштита. А судската битка за тетовското муфтиство се води на повеќе фронтови. Исламската верска заедница, раководена од Шакир Фетау, веќе успеа да го впише веде тетовскиот муфтија во Централниот регистар наместо на Ќани Несими. Во јавноста споделија и фотографии од 3 решенија на Управниот суд, во кои се отфрлат тужбите на Несими. Од приложените фотографии, сепак, не може да се види и кој е основот за одбивање. Несими пак на Facebook профилот на тетовското муфтиство возвраќа со фотографии од средби со имамите од тетовските џамии и џамиските одбори, како порака дека тој ја има поддршката на терен.
Еве некои бројки кои можеби не сте ги знаеле. Секоја година, и тоа само до полицијата, стигнуваат околу 5000 поплаки за семејно насилство. Секоја година околу 1000 лица се пријавени за семејно насилство. Секоја година МВР поднесува околу 1000 кривични пријави за семејно насилство до обвинителството. Бројките покажуваат тренд на пораст, иако благ, на ваквите кривични дела. Галена Николовска-Ризвановиќ разговараше со жени кои се охрабриле да го пријават насилникот, со невладиниот сектор и со надлежните државни институции, трагајќи по одговорот. Дали расте свеста дека семејното насилство треба да се пријавува или расте бројот на насилници? Дом, синоним за место кое е топло и безбедно, за солниште за еден човек, но за многу жени домот е синоним за грч и страв. За секој кажан збор, за секоја постапка, преиспитување, дали ќе го налути, дали ќе го изнервира. Таква била реалноста речиси 6 години за оваа млада жена која трпела различни облици на насилство во бракот. На почетокот тортурата била повеќе психолошка. Знаци имаше од секогаш, меѓутоа тоа се некои прикриени оние црвени знаменца што обично не ги гледаме. Насилството започна веќе кога тој почнува да се осеќа сигурен дека нема каде да бегаш, дека има контрола над тебе, започнува и со физичкото насилство. Физичкото насилство значело тупаници, штипење и влечење за коса. Во мојот случај, еве најтешка форма ми беше дупната глава, меѓутоа не сум била со скршеници за среќа. Успевал да се исконтролира до толку и обично повредите се случувале на места каде што не се гледа и често било и тргање за коса, меѓутоа тоа тргање за коса после тоа со денови те боли глава. Последниот пат пресудно беше што добив закани по живот. Значи тој ги кажува заканите со таква омраза, едноставно веруваш дека е спремен на тоа. Димовска вели дека имала неколку обиди да го пријави сопругот за насилство, но од различни причини не успевала. Јас во некој во оние афекти кога се случувало насилство сум сакала многу пати да се јавам во полиција, меѓутоа тој ми го одземал телефонот. Сега после тоа, откако помина, потешко е да се решиш. Не е секогаш проблем само заради тоа за институциите, последно на нив сум помислила како ќе пријавам, туку како ќе биде во општеството, како ќе биде тоа прифатено, па срамот. Мислам, жените многу често сеќаат срам, па како тоа јас сум жртва на насилство, па се трудиш да го прикриеш тоа обично. Кога конечно се охрабрила и собрала медицинска документација за повредите, Ирена пријавила и во полиција и во Центарот за социјални работи во местото каде што живее. Процесот потоа не бил лесен, си заминала од домот со децата, а истовремено почнала и постапка за развод. Забрана за приближување доби дури подоцна откако јас тужев приватно со своји сопствени средства. Таа забрана треба да биде пратена од страна на Центарот за социјални работи, меѓутоа не знам зашто тоа не е како да се третира како нешто хитно. Значи додека чекаш, значи јас можеби 2 недели треба да чекаш за да стигнеш до Центарот за социјални работи, па тие да пуштат тужба, меѓутоа кога стигнав таму доживеав и таму напад од вработените и ми извадоа изјава, ма не ти одговара, ти да пријавиш, тој ќе ти се налути, вие сега уште треба да контактирате за децата, јас не знам, ја потпишав таа изјава, а тоа било всушност дека нема да водат постапка за мерки на заштита. Сето ова се случувало пред околу 3 години. Димовска сега веќе е разведена и е една од неколкуте илјадници жени кои се охрабриле да го пријават семејното насилство. Според статистиката на МВР, минатата година се регистрирани околу 1100 кривични дела во врска со семејно насилство. Споредбено со претходните години се забележува многу благ пораст на бројот на вакви дела. И тој тренд за полицијата е сигнал дека жртвите повеќе се охрабруваат да пријават. Ние постојано работиме на обука на полициските службеници за да се примат соодветно тие пријави и околу постапувањето, а постојано се трудиме и на располагање да имаме и жени полициски службеници, затоа што кога жената е жртва на семејно насилство, многу полесно комуницира со жена полицаец. Ги работиме сите овие работи за да можеме да
овозможиме услови за да ги стимулираме граѓаните, односно жртвите, да ги пријавуваат настаните, затоа што клучно за да се справиме со семејното насилство е пријавувањето на насилниците. Но додека во 2023 година, например, се регистрирани 1082 кривични дела, од областа на семејното насилство се регистрирани и 5300 поплаки. Тоа значи дека семејното насилство е далеку пораспространето отколку што сугерираат само бројките за кривични дела. Проблем е, додаваат од МВР, што жртвите често ги повлекуваат пријавите по само неколку дена. На тој начин фактички, поради разни изговори, му се овозможува на насилникот да остане неказнет. Не смееме тоа да го правиме. Мораме, кога веќе е пријавен случајот, да се остане на пријавата и оној што направил насилство, соодветно да биде санкциониран. 2-годишно девојче од Кичево почина на скопските клиники пред 3 дена, откако нејзиниот татко ја претапал. Внукот ја удирал бабата по главата и вратото, потоа ја задушил. Осомничениот на 18 јануари извршил семејно насилство и со умисло ја убил бабата. Поранешен партнер на 46 годишна кочанчанка по претходна вербална расправија и нанел 40 убуди со нож, а од здобиените повреди починала на самото место. Во полициските билтени речиси секој ден има по некоја пријава за семено, но и за родово базирано насилство. Последните неколку случаи кои завршија со убиство, дополнително ја вознемирија јавноста и повторно го вклучија алармот, дали може да се превенираат навреме. Од невладините организации постојано апелираат институциите да не занемаруваат ниту една пријава за семејно или родово базирано насилство. Повеќето од случаите кои што сме ги истражувале на фемициди, сме увиделе дека за тој случај бил пријавуван, дека за тој случај била запознаена дури и блиската средина на жртвата, и Министерството за внатрешни работи, и центрите за социјална работа. Меѓутоа, не се преземале мерките кои што требале да се преземат. МВР се уште не води посебна статистика за фемициди, но во последните 4 години, како што информираат од полицијата, регистрирани се 20 убиства на жени. Спротивно на тврдењето на граѓанскиот сектор, дополнителната заменик министерка за труд и социјала Јованка Тренчевска вели дека за најголем дел од убиствата претходно немало пријави во службите. Најчесто фемицидите го проверите во билтените на МВР или во центрите за социјална работа немат ниту една пријава. Значи, останале во домот и центарот, ниту стручните служби не можеле да превенираат да не дојде до убиство, за жал, на жените од близок член на семејство. Според неја, неосновани се обвинувањата кон вработените во центрите за социјална работа. Во соработка со други институции, интензивно се преземаат мерки за секоја пријава, уверува Тренчевска. Не би рекла дека центарот нема капацитет, а граѓанските организации имат капацитет. Далеко од тоа дека немат капацитет, и токму овој мултисекторски протокол за соработка е за да се здружат силите и капацитетите и на центрите, и на граѓанскиот сектор, и да можеме да ја дадеме неопходната поддршка на секој еден граѓанин, жена, дете, маж, ако се најде во улога на жртва на семејно насилство. Иако надлежните институции директно не признаваат пропусти, во најава е софтвер кој треба да помогне насилниците да не му се протнуваат на системот. Од Труд и социјала велат дека компјутерската програма на која се работи ќе ги вмрежи податоците од повеќе институции за секоја поединечна пријава или поплака за семејно насилство. Така ќе се има и појасен профил за насилниците, а и полесно ќе може да се следи дали има евентуално непостапување од некоја институција и ако да, од која. Полицијата, Центарот за социјални работи, обвинителството или судот. Според податоците за првите 3 квартали на 2023 година, МВР има регистрирано 841 кривично дело од областа на семејното насилство. Обвинителството пак примило 833 пријави во истиот период, што говори за добра комуникација меѓу двете институции. Од тие пријави до крајот на септември се поднесени 308 обвиненија, што треба да сугерира на ажурно постапување на обвинителството. Судовите немаат збирни податоци, па побаравме бројки од оној со најмногу вакви предмети – Кривичниот суд Скопје. Податоците покажуваат дека во првите 3 квартали во 2023 година, што вклучува предмети од претходни години, имало правосилни пресуди за 120 случаи, од кои во само 26 е досудена затворска казна.
Иако процентот на пресуди со казна затвор од 22% изгледа низок, тоа е сепак повеќе од пред само неколку години. Во 2020-та, например, за цела година имало само 78 правосилни пресуди, од кои 13, односно околу 17% биле со казна затвор. Извесно е дека во блиска иднина ќе се заострат казните за семејно насилство, бидејќи пред само една година се заострија и одредбите во кривичниот законник. Но за сето тоа да функционира, клучно е жртвата да се охрабри да го пријави насилството, како што на крај постапила Ирена Димовска. 2 години можеби не можев да кренам глава после разводот. Меѓутоа во никој случај не си помислив дека ова не требаше да го направим, дека ќе беше подобро. Затоа што непроценливо е чувството што го имате после тоа. Тука не е крајот. Ве поканувам заедно да го одгледаме новото издание на рубриката Саботажа. Строгите правила за цитирање налагаат стрикно почитување на авторот и неговата мисла. Тие не трпат импровизација и непознавање, особено ако интерпретаторот се представува како нивен верен следбеник и огромен почитувач. Апостолот Гоце Делчев кој велеше Македонија, односно гледам светот како културен надпревар на народите. Никако да им влезе во црпките, да речеме, те кои велат дека се црпнати. Кој знае што им се случува и на најгласните родолюби, штом најзнаменитите крвници на патриотската линија за нив представуваат китки за мирисање. И не само тоа, туку токму тие, кои во истран ги ставали и војводите и козите, сега се невини вредни пчели кои помогнале за опрашување на македонскиот цвет. Неспорно дека Колишевски беше најдолго главна личност во државата. Во неговиот период и по него, македонската држава го доживеа својот процуд. Ова прилично недугава асоциација е исто толку неадекватна како аналогијата која само за да му се додворат му ја прават коалицијските партнери, откривајќи каде припаѓаат и каква е менталната политичка матрица која ја промовираат. Не се напаѓа Руската Федерација, се напаѓа Путин. Не се напаѓа ниту СНСН, ниту не знам која политичка партија во Србија, туку се напаѓа Вучич, не се напаѓа ВМРО, ДПМН и коалицијата, туку се напаѓа лично Мицкоски. Ситуацијата по многу нешто наликува на онаа пред 18 години. Дури и дел од актерите се слични, само што тогаш името им беше НСДП, а сега се типува на ЗНАМ. Но никогаш не е на одмет повторно да се придобие старата љубов. Почитуван председателе, почитувани колеги пратеници, подпредседател. Мир, подпредседателе. Ако бидеш добар следниот мандат може и да те наградиме, како 2006 година, но ќе размислиме. Ти нешто као на моја сметка сакаш фраер да бидеш, а? Политичкиот мангуплук постојано е присутен во јавниот дискурс. Ама понекогаш оди и на туѓа сметка од тие не вообичаено, себе си да се представуваш како старо и обично, а опонентите како ново и модерно кафе. Едно е судска власт, друго е законодавна, трето извршна. Тоа што сакаат ВМРО ДПМН да бидат три во едно, како Нескафе. И на крајот, веројатно од големо количество кофеин се случуваат и неверојатни и чудни паралели. Овде би употребил една фраза која ше позната во јавноста како до сега. Прво ќе ви кажам како ќе функционира. Како до сега. Како до сега. Ако се е исто, тогаш зошто воопшто и се потребни избори? Нека биде лазо. Само така изгледа цветаме. Завршува уште едно издание на емисијата 360 степени. Благодарам за вниманието со кое не следевте. Ќе се видиме повторно в понеделник од 20:15. До тогаш посетете нашата веб страница 360stepeni.mk и профилите на социјалните мрежи. Пријатно!